Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мја грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денеска го славиме великото светило на црквата Христова Димитри од Солун, кој што со крвта своја ја запечати љубовта своја спрема Христа Господа. И ни го покажа патот на спасението, особено доколку пред тоа или до тогаш сме заземале значајни, високи општествени функции. Како да се справиме со кариеризмот, со гордоста и превисокото мислење за себе си. Зашто Свети Димитри во таа смисла е одговор на сите тие прашања сам по себе, со целокупниот свој живот, дете на солунски аристократи, тајни христијани, кои што цел живот живееле во брак без дете, па го молеле дарителот на животот, Христос, да ги дари со детенце, и Господ ги услиши во старите нивни години, нивните молитвени барања и добија синче и го крстија Димитри. Татко му бил бележит, општествен работник со највисок можен чин во тогашната римска империјална војска. Управник, началник на Солунската војна област. Но благочестив, со трепетна љубов кон Бога, иако јавно не ја манифестира, но верата во едниот Бог, во троедниот Бог, во Отецот, Синот и Духот Свет, се трудел како родител да му ја пренесе на својот роден син и Димитри, за разлика од своите родители, немал потреба да ја крие својата вера, туку јавно ја исповеда. И во денот, кога неговиот татко се преселил од овде таму, царот Максимијан, кој што бил безбожен цар, жесток прогонител на христијаните, го поставил на Димитрија на местото од неговиот роден татко, но не без услов. Условот бил да ги прогонува и да ги истребува христијаните од Солун и Солунската област. Но место тоа, младиот Димитри, млад по години, а стар по искуство и мудрост, ги заштитувал и ги поттикнувал христијаните. И сето тоа дошло до ушите на безбожниот император, кој што после еден воен зафат во источните предиле од царството, на враќање за Рим, го посетил Солун со намера да го разгледа случајот на Димитри. И тогаш, како и денеска, на луѓето од власта воопшто не им било до квалитетот на луѓето, до нивните професионални, умни и секакви други способности, туку до слепата лојалност кон нив. Сметајќи дека Димитри го изневерува по прашањето на верата, а
Самиот император, по некоја религиозна дефиниција на Стариот Рим, бил почитуван како бог, како еден од многуте богови во римскиот пантеон. Па штом не ги почитува другите богови римски, тогаш јасно е по аналогија не го почитува и него самиот како император. И почнал да го исследува, почнале судски процеси, тешки, жестоки малтретирања. А светиот Димитри уште погласно и уште посилно и поцврсто стоел во Христа Господа, го проповедал и барал дури од самиот император да се откаже од многобожството, од политеизмот, од измислените богови делкани во камен и дрво и да му се поклони на единствениот вистински Бог, Богочовекот Христос. За толку императорот бил по-жесток во намерата овој пат младиот Димитрije да не го поштеди, туку да го физички да го ликвидира. Тоа Димитри го знае, бил фрлен во Зандана и таму, додека на колена стоел и се молел, испратените војници од императорот со копја и мечеви го избодиле на местото на молитвата и така тој маченички го предал духот свој во рацете Господни. Местото на кое што Свети Димитри пострадал е место кое што до ден денеска постои во подножието на огромниот храм од солунските христијани подигнат во чест и во слава на овој голем и свет маченик и чудотворец Солунски. Кога одите во Солун, покрај светите мошти негови, кои што се од Бога чувани во нераспадливост и мирот и уточат, поради што таа огромна базиликална црква е исполнета со мирис од светите мошти негови. Посетете ја и криптата во долниот дел од храмот, каде што се чува местото на неговата погибија. Денешниот денеславениот голем маченик Христов со целиот свој живот донесете. Дојди, благоче, дојди, баче. Дојди, убавче. Сакаш да се причестиш, убавче? Ајде. Ајде, убавче. Дојди, баче. Неговата хагиографија целосно кореспондира со двете евангелија што денеска ги читавме за време на утринската богослужба и во светата литургија. И содржините на евангелските четива и самиот живот на свети великомаченик Димитри по незнам кој пат цврсто не уверува дека жива црква, реална црква, вистинска црква е само онаа црква која што е распната црква, која што му се сораспнуна на распнатиот Христос. И тоа сораспнување со Христа не мора да се случи во буквална смисла како што се случи тоа со Свети Димитри денеславениот, да ни го одземат животот зарад него. Туку на сите можни начини, на сите можни начини на кои што го оневозможуваат нашиот правилен живот, воден така што
за свој критериум во животот го имаме Богочовекот Христос. Ако чувме денеска, ако мене ме мразат, и вас ќе ве намразат. Зашто светот си го сака свој. Вие бевте во светот, а јас ве избрав од светот и затоа ќе ве мразам. И потоа ни е кажано дека ќе дојдат времиња слични на оние од Свети Димитри, разни Максимијани, разни Диоклецијани и Нерони, облечени во костуми и машини. Знаете, ќе го бараат нашиот живот како цена за нашата вера во Христос. И убивајќи не, вели Христос, ќе мислат дека на Бога му служи. И од синагогите, а тоа значи од светите храмови ќе ни истеруваат. И тие времиња се некако ги чувствуваме како да се предпортува. И треба да се спремаме за тоа. Добро, вели еден владика, ние не чекаме подобри време. Ние го чекаме Христа Господа. Амин. За многу.